колеги советници, гости. Мислам дека после прекинувањето на седмицата од пред скоро 10 на дена, денес конечно може да продолжиме со расправа. Иако расправата се движи да живееме во два различни града, на две различни планети, во два различни универзуми, а нормално си да ние живееме тука во Битола и мораме се да се вратиме во реалност. Бидејќи пред да продолжим со мојата расправа, не ги знам лично директорите, мојата расправа ќе биде насочена на две училишта, основното е Гоце Делчев и средното економско Јане Сандански, не знам дали се тука. Океј. Се надевам дека ќе добиеме одговор на прашањата кои ќе бидат со мојата дискусија покренати. Имено на претходната седмица, т.е. на првиот дел од оваа седмица, колешката професорка Расунја Карапашовска во својот говор со отварањето на седмицата спомна дека ученичките екскурзии се одвиваат според правилникот за екскурзии. Во својот говор, во своето обраќање, мојата колешка професорка Расунја Карапашовска настапи не само како професор, туку настапи како советник по советот на ДПМН, се надевам дека настапи и како член на ДПМН. Затоа, кога го зборуваше, можеме да сметаме дека тоа е како член на Советот, на владеачкото опозиство и како член на ДПМН. Колешка, кога зборувавте за правилникот за ученички екскурзии, се надевам дека мислевте на овај правилник за одржување на ученички екскурзии, кој што има подпис од министерот Спиро Ристовски, исто така од ДПМН. Во припремата на мојот говор, моите соговорници велат дека една од специјалностите на директорите на основните и на средните училишта во општина Битола е организацијата на екскурзии. Бидејќи нивна, според моите соговорници, експертиза се ученичките екскурзии, се надевам дека и директорите се запознаени дека постои правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта. Тоа е овој правилник, со кој се надевам дека сте запознаени. А вама изгледа дека или го немате прочитано правилникот, или последните надвор од истиот. Само збор за две училишта кои ще ги споменам, основното училиште Гоце Делчев и средното економско училиште Јане Сандански. И прво би се концентрирал на основното училиште Гоце Делчев. Согласно со член правилникот, секако треба да биде јасно дека кога се организира екскурзија, потребно е истата да биде објавена во вестник, и тоа во два вестник. Тоест треба да има оглас, затоа што е во овој случај има распишан оглас за прибирање на поминки за изведување на ученичките екскурзии и други слободни активности за учебната 2015-2016. Во овие примери тоа не е реализирано. Настрана од дефинираниот начин за одржување на ученички екскурзии, се повикувате на некаков статут на училишен спортски клуб. Тоа е овој статут на училишен спортски клуб, кој што вие се повикувате, во кој што ниту една точка, ниту еден член не ви дава вас можност или право да организирате ученички екскурзии. Знаејќи го добро се тоа и да добиете согласност од родителите, се испраќаат вакви дописи до родителите. Јас тој родител на ученикот од тоа и тоа одделение се согласува моето дете да оди на викенд во овој случај во детското одморавиште Мајски цвет, се реализира од 25 септември до 27 септември 2015 година. Сумата која што учениците ја плаќаат за овие уплатата на овие средства според
моите соговорници е извършена на рака, без никакъв документ за извършената изплата. Ако се провери сумата, која што била на оваа екскурзија од 130 ученици, доаѓаме до една сума од 5000 евра за оваа екскурзија, која што е платена на рака без никаков документ за каса изплата, тоа е спротивно на законот. Во изминатиот период, сите 5 сведоци слушнавме како лица од општина Битола, фактично вашиот претпоставен работодавач, лицето ВТ, прави коруптивни договори до даска со одредени транспортни компании. Легитимно е да се запрашаме и да побараме одговори дали таа пракса на ДПМН и одредени транспортни компании продолжува со организацијата на ученичките екскурзии. Било добро да ни кажете колку од овие 2400 денари по лице и од купната сума од над 5000 евра се потрошени за транспорт, колку за сместување, прашање кои родителите ги поставија, но на кои не добија одговор. На крај сакам да резимирам, сега да добијам одговор. Организирана екскурзии, спротивно од правилникот за организирање на ученички екскурзии, т.е. напор од законот. Извршена уплата, спротивно сите законски нормативи во Република Македонија, нетранспарентност на користењето на уплатите за екскурзии, спротивно сите законски нормативи во Република Македонија. Тоа е неки колешката Карапашевска така го започна својот говор и отварањето на оваа седница. Мислам дека ако таа е можност, тоаш директорката на Средното економско училиште Мирка Вангелова треба да даде одговор на прашањето дали во незиното училиште се почитува овај правилник. Јас за сега имам толку.